Технологијата некогаш и сега. Порано за да се разговара на телефон, требало да се има дома ротирачки телефон. Тука не се правило со прицкање на брајевите, како што имаме сега, нели, кога ќе прицнеме да ни прави тит, тит, тит. Тогаш имало фиксни телефони, на кои што се вртеле брајевите, имале слушалка горе, таа слушалка се земала, наово се врти и чекаш да ти се јави некој. И за да те добие треба да си дома. Арно, ама пак од друга страна, ако не си дома, во тоа време имаше говорници. Знам, ги памтам и јас. И на нив се става пари, не знам за цената колку е, и си вртиш и се имаш да си збориш со тој што сакаш да го добиеш. Од друга страна пак, ако сакаш да гледаш некој филм, ако не си го гледал на телевизија, ти можеш да го гледаш на VHS плеер, во кој што се става касета, или пак да одиш во кино и таму да го гледаш. Сега, касетите, ти можеше да си ги купиш, или пак да одиш во некој видеоклуб, да ја земиш касетата и да си го гледаш филмот. И после да ја вратиш. Арно, ама на VHS плеерите, колку пати повеќе ја пушташ самата касета, толку повеќе пати таа знае да се оштети. Сега, за музика. Музика се слушала во тоа време. Некои слушале на грамофони, а некои пак на касетофони. Но претежно било на касетофон. Или пак имаш и подвижен касетофон, кој што се вика Walkman. Тука тебе ти треба слушалки и касета. Ако ја клеш касетата и пробваш да слушнеш музика без слушалки, ти нема да слушаш. Ако имаш слушалки, ќе слушаш музиката. Некаде читав дека тој Walkman бил доста тежок. Сега Walkmanот и касетофонот, за да слушаш следна песна, ти треба да поттерваш или враќаш наназад, се додека не ја стигнеш песната која што сакаш да ја слушнеш. За читање на информации или што ти треба нешто за да научиш, немало интернет тогаш. Мислам, да, слаб пристап до интернет и одиш во библиотека, читаш енциклопедија и така натаму. Друго, за пишење. Нешто за компјутерски кој што пишеме сега. Тогаш се пишувало на машина за пишување. Сега, таму значи, тебе ти треба да оставиш лист. Ти треба да пишуваш. Арно, ама ако сгрешиш, ти пишиш со коректор. Значи немаш delete или backspace. Туку вадиш листот, бараш зборчето кај пишиш со коректорот. Ама ако заебиш се, тогаш треба да пишеш се одново. Немаш copy-paste, немаш delete, немаш backspace. И не можеш да направиш одма некоја корекција. Сега, во денешно време, значи, да слушаш музика, можеш на телефон, на компјутер, на таблет, на CD плеер, не ти треба да враќаш назад напред. Туку едноставно си имаш копчиња со кои што можеш да одиш на следна или на претходна песна. Што значи, во таблетите, компјутерите, имаме аудиоплеери, имаме текст едитори, имаме видеоплеери, имаме
Заборавив ми за календарите. Ако те треба да гледаш во календар, сега тука имаш и календар во телефонот. Имаш часовник, имаш камери, да, не спомнав за камерите, парано дека беа со филм. Значи ги сликаш, одиш, ги развиваш фотографиите и тогаш ги гледаш какви се. Сега фино и лепо само штрак, земаш, ја гледаш, ако ти се бенди стварно, ако не ти се бенди пакарно, му маваш делит и поќе немаш. Тогаш ако не се бенди и скинија и фрлија в канта друго чаре нема или ке се смиш падат знако ќе ја гледаш. Сума сумарам, сите претходни работи кои што ги набројав, сега ни се интегрирани во таблетите, компјутерите и телефоните. Што значи, сите работи ги имаме во едно и тоа ни прави нас олеснување. Значи, не треба да носиме 500 милиарди работи на нас.